22 кутии, 22 надпреварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? Добро вечер, банкару. Кога ќе прашуваме каде е милионот секоја емисија, ќе кажам дека милионот минатата емисија Магдалена многу рано го отвори. Следам дека такво нешто нема да ни се случи во наредните емисии. Она што е важно дека испративме 125.000 за челопе. Кој ќе игра, како ќе игра и како ќе го испратиме, дознаваме во текот на нашето дружење вечерва. Драги наши гледачи, добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на Сели нешта на Сител. Почнуваме сега со изборот на надпреварувачот. Фиданчо, кутија број 6. Си го дочека редот Фиданчо Ковачки од Скопје со кутија број 6. Фамозна шеска, многу мина се плашеа од 6 и од 16. Но се надевам дека вечерва токму оваа шеска ќе донесе нешто високо. Добро вечер. Добро вечер. Добро ми дојде. Благодариме за надеждата. И ќе испадне. Што велиш за шескава? Да, бројот е добар. Пошто ќерка ми е родена на 26-ти, а таква кутија немаме, останува шеска. Шеската. Беше ли во план да се чува оваа до крај? Или сега вака се смени планот во моментов? Во моментов испадно, меѓутоа беше и како и седмица. Што и син ми е роден па на седмица. Седмица и шеска сега го сакавте да ги чувате. Да. Добро, во ред. Фиданчо, зошто си дел од нашиот квиз, млад пензионер, добро знаете зошто, малку подоцна за тоа. Така, значи сега прво прашуваме зошто е Фиданчо во Сели нешта. Вака, работниот век е во делот нашето срце. Така? Тука има место и за животот, така, каде што се наоѓаат нели во срцето и љубовта, и забавите, и радостите, па да биде и овде весело. Весело и радосно да биде. Добро, Фиданчо, имаме ли некоја шема, мајлија, како ќе играш? Шема нема, имам некоја статистика. Може да изводам? Може. Да земеш? Да. Ја имаш? Да. Лесно, нормално, како не? Ајде да видиме, тоа е статистика, значи не е шема, туку да запишуваше цело време, знам. Заборави во кој џеп е ставена. Да, ја преместив. Ја пронајде, добро има бајаги, вака ситно пишувано нешто, но тој си разбира. Тој си разбира, знам како е кога некој сам си пишува и сам си разбира. Лошо е кога не си го разбираш она што го имаш напишано. Тоа е лошо. Да, и тоа се случува. Добро. Фиданчо, ова твоја шеска, која што е важна, нели, дел од бројот на твојата ќерка, раѓањето, е во твоите раце и тука има нешто од она што се наоѓа на екранот. Неискрено се надеваме дека е тоа некој милион или минимум 250.000. Но ако не е убаво да ја продадеме, затоа што никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, односно, нели, членови на дворешна комисија се задолжени за распределба на овие суми во вашите кутии, така што Фиданчо отвора кутија како што тој сака и ја продава кутијата тогаш кога тој сака. Нема да биде тешко, зошто? Затоа што Фиданчо има значи мало е ливчето, има многу напишано, така што се надам дека ќе му помогне. Од Скопје ни доаѓа, се призива Ковачки, игра со кутија број 6, прва рунда, 5 кутии. Сега можеш да почнеш. Евгенија. Со кого почнуваме? Не, ова извинувам. 16. Со 16. Татјана. Да. Отвори ја. Со среќа. Дали јас, кога рековме 6, дали спомнав и 16? Нели Симона? Реков тие фамозни 6 и 16, од која што сите се плашите и така натаму. Се премисли, тргна по една друга бројка, ми се чини. Друг сакаш некого да отвориш или директно ти да на неа? Кажи се. Како да кажа? Не. Не, ќе одиме. Дали кажа за некого дека сакаш да го отвориш? Пред да ја отвориш 16-ката? Да. Кој? Катерина. Па тоа велам, знам дека нешто го смени мислењето.
изгреши. Ја прескокна Катерина, сгреши една од оние емисии кога милионот прв го отвораме. Но не мора ништо да значи. Имаме 250, 100.000 во игра. Повели? Јасмина 21. Јасмина, отвори ја кутијата. 750 денари. Се враќаме со Сино. Продолжуваме со трето, се надевам, Сино. Број 12. Илија е нов. Од минатата емисија. Здраво. Здраво. Представи ни се. Сум Илија Саздовски, родител на 2 полнолетни деца, физиотерапевт, мастер по кинезитерапија за мускулатура и нервен систем. Обожавам Повтори го ова. Физиотерапија, кинезите, како ми кажа? Физиотерапевт по кинезитерапија за мускулатура и нервен систем. Сите сме за кај Илија. Илија, каде работиш? Моментално не вработам, за жал. Ама, веројатно сам работиш, ако не си вработен. Верувам дека со тоа што го имаш, дека седиш по дома. Ако не, овде ќе те вработиме, на сите ни треба. Илија, само кажи ми од каде си? Скопје. Од Скопје, отвори кутијата. Добра, 1000 денари. Продолжуваме. Број 3. Број 3. Павлина, отвори кутијата. Да видиме што ќе отвори. Сина е, браво. Уште една ваква фиданчо. Број 15. Завршуваме со Перица. Без коментар, Перица? Мислам дека во право, сите. Ајде. Добро, ниско црвено, може. Седумката на Катерина остана, може би со право, може би па таму има нешто високо, затоа што преска тргна кон неа, па се премисли. Како стигнавме до Татјана и отворање на милионот во старт, Фиданчо? Може да ми објасниш? Па некако уводот беше 6-ка седмица, ви рековте 16. Тоа го кажа, да. И А јас кажав, фамозните 6 и 16, затоа викам дали прашав, си му навели да, затоа што велам да не ми било само размислување. некако подсвеста ја прифати 16 како старт, но ја не можам, запишно да има некоја седиска, ама нема што ќе отворам. Така, добро. Бидна, со кога си дојден, здраво? Јас сум Венцислав и сум во поддршка на Фиданчо. Подршка, знам, али што, другар ли си му? Па, јас сум кум негов. Кум, значи многу повеќе од другар. Да. Така ли е? Да. Добро, како беше Бог на небо, кум на земја, така велат? Така. Добро, колку време сте кумови? Па 33 години. Од свадбата ли е ова? Да, од свадбата. Да, одлично. Значи Венцислав. Добро, Венцислав, го отворивме милионот прв. Си изненади ли? Па, ова е игра на среќа, така да ништо не ни изненадува. Убаво кажано, така е. Овде веќе стварно ништо не може да ни изненади, па ни јавувањето на банкарот во моментов. Ами задзвониш, косава, вака ми се електризира, види. Не можам да си ја средам. Види каква сум, а шубава ми беше. Добар ти вечер, банкаро. Нормално дека ќе ми се крене коса на глава, кога знам дека не се јавиш. Добри сме. Памтиме и подобри денови, ама тоа е. Голем поздрав и Данчо до тебе, до Венцислав од банкар. Вели суперитивна на Магдалена, продолжи Фиданчо. Колку, банкару? Колку? 3000 е првата понуда, Фиданчо, кажи дали важи. Понудата не важи. Така е. Понудата не важи. Фиданчо ја игра неговата втора рунда со 3 кути. Се надевам дека ќе бидат сини или ниска црвени. Кој? Види кого се мислиш, гледам дека разгледуваш. Кутија број 13. Кутија број 13. Таму е Стефан. Отвори ја Стефан кутијата. Со среќа. Се надеваме на Сино. Браво. Може.
Кутија број 17, Билјана. Комшивката до тебе. Таа во минатата емисија имаше 1.000.000. За комшијата Билјана што ќе отвориш? Посакувам ниско сега ќе видиме. Седмица, 17-ка. Добро. Билјана отвори кутијата. Со среќа. Добро, може. Уште една ваква за сина рунда. Кутија број 10, Симона. Симонче, завршуваме со тебе. Црвена јакна, црвени ногти, кармин, кутија. А сумата? Се надавам Ницко. Отвори ја. Со среќа. Браво. А сумата сина. Дечки, ова беше одлична рунда, одлично продолжение, за да малку вака се издишиме, да земеме воздух. Беше големо разочарувањето кога го погоди 1.000.000 во старт. Јас тоа го подпишувам, бидејќи те видов, меѓутоа добро, така и треба и логично е така да се изреагира, нели? Но 250, 100.000, 65.000, 35.000 ни остануваат во игра. Да видам само вака, бидејќи си машко ќе ти ги кажам годините. Иако сите треба да се гордееме, да си ги сакаме годините, сите си имаат своја убавина. Јас како и секогаш имам 37. 57 години имаш, Виданчо, веќе си пензионер, нели неколку години, се пензионираше од МВР. Да. Колку време беше таму? Работниот век ми беше во безбедносни сили. Да, што конкретно работиш? Почнувајќи од Југословенска народна армија. Така, вака Армијата ти на си Република кажеш да Македонија. зборуваш, ништо не те слушаат луѓето. Да, Армијата ништо. на Република Македонија Добро. и последните 15 години во МВР. Во МВР. Значи, целиот твој работен век си го помина Безбедности таму. си, да. Кажи ми те молам, од каде си ти всушност? Потеклот од каде ти е? Од Делчево. Од Делчево, да, гледам по презимето, гледам по името. Кој се викаше Фиданчо? Имаше ли некој? Началникот, Не, мислев дедо да не имаше некој, по кого те крстија? Имало ли Од началник прврат. некој? Не, Непланирано. Кој што? Мислев од Делчево, дека го знаете за тоа. Од Дел... Чекај, има уште некој од Делчево? Фиданчо? Има многу. Во Има тоа многу време фиданчовци. Ванчовци и фиданчовци. А зошто фиданчо? Сај, убаво е тоа, додуша фидан, нели фиданче да. од дрво, така младо. Да, младо ставник. Ако убаво. Ама сите сте со чо или сте има некој фидан? А фидан веќе е на турски. Така, значи само фиданчо е кај нас. Ако баш убаво, добро. Значи, од таму се пензионираше, како ги поминуваш овие млади пензионерски денови. Што пред правиш? се, значи, слободното време, сакаме да... Па ти имаш сега слободно Прошетаме. време, многу слободно време. Има еден приоритет во Ајде. моето слободно време е чување на самото одење во пензија, 9 месеци наполни внуката Ника и Само тоа, саканото- не, они вака правеле. Прво. Кога влагаш во пензија, тоа чекај сега, да испланираме, да знаеме дека си во пензија да помагаш, така ли е? Така е. Кога чуваш? Внука ми Ника. Ника Од се ќерка. вика? Да. Нека е здраве. Живе една ли внука Саканата имаш? Една внукичка, Аха. а синот не е тука, во Германија е. Друг син имаш или? Имам син еден и ова од ќерката. Имаш син и ќерка, добро. И сопруга. Кај е сопруга? А сопругата е Ја чува Ника. моментално, да, буквално да. ме замени мене да стигам. Дали да работеше нешто слично на твојата работа или Е наставничка е во основното училиште Дима Хаџидимов. Димо Хаџидимов. А Венцислав, дали ти си бил исто нешто во МВР или не? Мислам да е тоа некој пријателство така од... Ево го, банкарот. Ти Фиданчо Делчево го знаеш ли? Ама не знам кој, многу има. Кога види, има 57 години, изгледа како да има 37, како да ти кажам. Банкару, ја и ти решивме овде да си работиме. Оди си у МВР, оди у пензија на 50 години, дечко ќе бидеш до 90. Како не знаев на време. Вели банкарот, ви успеа за 3 пати да ми ја качите понудата. Од 3 на 9.000. 2 пати, не претерувај. 2 пати ја качивме. Добро. 9.000, кажи дали понудата важи? Понудата не беше. Понудата не важи. Тоа значи дека Фиданчо ќе се обиде да одигра трета рунда. И тоа знаете каква. Сина, трета рунда.
Николчо, број 20. Кутија број 20. Аха. Николчо, од кај ви е потеклото? Од кај Пробишти. Од кај Пробишти, затоа Николчо, така? Да. Николчо, поточно таму по Вашки. Ајде, Николчо, така ќе те викаме, отвори ја кутијата. Од Пробишти. 250, може. Венцислав следи внимателно, ќе реагира ако му е нешто сомнително. Да, Така ли е договорено? секако. Ајде. Меѓу Ирена и Мартин. Ајде, Мартин. Кутија број 14. Сепак, Мартин. Отвори ја кутија. Виште. Да. 250 во игра, 6, 5, 35. Кутија број 11. Зоки, што велиш, да те отвориме ли? Да, мислам дека е сина. Отвори ја. И биди во право и ти он. Да видиме. Добро, 10.000 се прифаќа. Ниска црвена, вака, многу е интересно, ја прескокна Катарина, отиде кај Татјана, отвори 1.000.000. И ја прескокна Ирена, отиде кај нената, отвори 100.000. Сега, прашање дали овие две имаат нешто ниско или распределени за 250, тоа не знам. Ти си ги отвориш кога ти сакаш, ама она што го забележам, значи сакам да кажам, па ќе видиме подоцна дали со право си ги прескокнал или добро е што се уште или требаш да ги отвориш, тоа сакам да кажам. Ме разбереш што ти зборувам? Виденчо, добро, окей. Тоа за потоа. Чувај си ги, ако ти се сомнителни, може би таму има нешто високо. Сакам да ме раскажеш приказната од 91 година. Има навистина една интересна приказна и едно убаво символично значење. Зашто се работи ќе чуете сега. Повели. Што се случи 91 во ски центарот Јахорина во Босна и Херцеговина? Да, тогаш работев во Југославската народна армија и бевме на обука по скијање. На обука по скијање. Да, Добро. со На Јахорина. На Јахорина, да. Да. Работев во Сараево, Во Сараево си работеше. Колку време беше во Сараево? година и пол. Година и пол, добро. И? Во еден таков убав ден за скијање на ски центарот на Јахорина. Негде околу пладне се направи невреме вијулица. Се повлеков. Немилосрдна е планината, да. луѓе, од сонце, Да. од сончење на... Меѓутоа, само што стигнавме во Виулици. хотелот, добивме задача за изгубено дете. Од колку години? Од 4-5 годинки, каде што таткото скијал со поголемото дете, тинејџери и со помало. Во таа потрага Чекај малце, се случува виулица и они го губат малово. не може, таткото не успел да го прати во кој правец фатил. Значи тоа надвор од стазите шуми. Така. Долови од лева и од десна страна. Појдовме што имавме на располагање. Колку војници бевте? Ние бевме 30 и мојот дел. 30 на луѓе одите во потрага. Така. Каде што негде вечерта околу 10 часот успеавме да го пронајдеме. Чекај, колку време го барате? Па го баравме од најде требогата од 4 до 10. 6 сати го барате. Да, Како го каде барате? што- Одите лево десно по шумата. Тоа беше, значи, распоредени надвор од стаза секако, кај што може нормално отприлика стазата. да биде таткото како ја посочи целта, Да. пребарување. И не беше од лабок снег, значи скијање под лабок снег. Значи, сета псиот предизвик го прифаќаш Така. да се спаси дете, еден детски живот. При викотниците Бојан се викаше детето. Мене ми остана во глава тоа, Само малце, пред да ми докажеш, уште едно прашање имам. Каде го најдовте и како го... детето го најдовме среќно, Како? затоа што, иако мало, инстинктот на обстанок, кај децата е голем, ги фрлило
најпрво инстаповите. Аха. Трагот беше по стаповите. Потоа се трес трагот на скиите. Ги наоѓаме скиите. Аха. Зборам, умножи на секој како. Да, не нормално се аје. И на крајот се наоѓа една пансерица за скиење, па друга негде на 100. Беше ли длабоко во шумата завлезено? Завлезено, успеало да пројде шумата, кај што во стрмиот дел успеало да се качи, Леле. негде на 50 на метри, да се склони на карпата кај што не дува ветерот. Секоја чест. Браво. Премрзнато. Премрзнато беше нормално. Да, меѓутоа прва помош и детето беше спасено, на општа радост на сите и задоволство. Здраво живо. Здраво живо. Фала му на Господ. Сакам само уште едно прашање ти пустам пред да ја кажеме поинтата на ова. Меѓу другото, уште една поинта има убава приказна, среќна, мислам приказната во себе не е убава, ама дека има хепи енд за тоа и така велам. Значи тоа беше веќе стемнето, значи баш во темница го баравте. Од 4 часот зимно време, значи. И викате Бојан и оно се огласи или што се случи? Со светилки. А не, Не се најдовме огласи. по траговите и на крајот оно кај што завршува траговите правиш фронт во ситен претрес. Кај што веќе ветерот ги покрил траговите, Ги покрил. одење, тоа е мало ноже која се, значи тоа е случајност и трагедија ќе се случила? да се спаси ако преноќеше. Злато мало. Премрзнеш. И сега ти го слушаш тоа Бојан. Да, кога набрзо ми се останало- раѓа синот и баш кога требаше да се става име, кумот имаше пуштено 5 имиња за избор и ја предложив дали прифаќат името од Бојан. Браво. И беше прифатено мојот син се вика Бојан. Браво. Браво. Уште едно прашање имам, дали имаш некоја информација за Бојан денес, тоа било 91-та, значи он бил некаде. Не, набрзо после тоа пукна во март. Така, таму се случи што се случи и после не се знае кој После каде. тоа Ако случајно некој родителот во секој случај дека бевме на планината дојде со да се нормално. со една голема благодарност. А не го видовте ли после тоа? Не, јас се вратив во Македонија. А ти се врати во Македонија, да. Каква приказна, леле луѓе, колку малку фали за трагедија. Колку малку. Да, зимските олимписки игри во Сараево, како не ми текнува со Вучко, не беше тоа тогаш, која година беше тоа? 80-та? 84. 84-та? Или 82, која беа олимписките. 83. Прв слалом на овој простор, новија простори, тоа сакаш да кажеш. Да, како не ми текнува Сараево, да, 84-та беше и Вучко беше маскотата, така е. Так, колку? Да, убаво покачување на една симпатична од 12.000 денари, фала Богу. Сега тргнуваме од овие 12.000. Ајде, тргнуваме од нив за да стигнеме до некоја убава сума. Кажи дали оваа понуда важи? Понудата не важи. Не важи понудата. Нормално, Фиданчо. Тоа значи дека ќе се обидеме сега на вистина да отвориме 3, па видете луѓе, денари има, па има 10, има 20, има многу за отворање. Сини, дури 6. Ниски имаш 2-3, остави ги 250.065. Четврта рунда за нашиот Фиданчо. Број 18, Билјана. Анета. Анета. Добро. Океј. Анета, отвори ја кутијата, број 18, се разбравме. Дали има нешто, сино? Добро, 20, може. Број 1, Иван. Ивана, отвори ја кутијата. Може. Ги изчистихме ниските црвени, значи, уште една сега ни остана, ајде денаров да го најдеме. 35, 65, 250.000. Освен ако не се наоѓа во твојата шеска, гледа да не ги отвориме, затоа што ќе биде штета, имаме само 3 црвени, дури 6 сини. Повели. Број 5.
Ирена. Ирена, завршуваме со твојата петка, со надеж дека ќе ни отвориш нешто, сина. И јас се Ајде. надевам, со среќа. Отвори ја. Не. 253.000. Што се случува со сините? Каде се? 100.000, па до нив 65 едно до едно. Како? 165 една до друга. Да. Знаеш дека може и еден ред да бидат наредени. Знаеш се. Знаеш дека може милион да преспие во истата кутија. Значи, тоа е се или нешто. Да. Значи, еве, бидејќи да ова го спомена дека се една до друга. Според твојата логика, каде се наоѓаат 250.000 ако не се во твојата шеска? Еве, според тоа, кој каде се наоѓа? Ајде. Нема правило. Мислење, не знам дека нема правила. Што мислиш, каде се? Од која бегаш? Која ја чуваше седумката? Да, Катерина всушност ти е седумката од ќерката, така беше, нели? Од синот, се извинувам. Добро, неа ја чуваме. Која друга ја чуваме? Чуваме, шеската е тука. Добро. Јас сум. Има уште некоја или не? Па и нема. Нема. Добро. Ајде. 250.000 ни се во игра и си на рунда ни е наред. Важно дека е покачување од 12 на 16.000 денари. 2 рунди до крај, кои што може да бидат 2 сини. Винци, што велиш сега? За понудава, да ја прифатиме? Па, да одиме понатаму. 3. И јас сум за нормално, меѓутоа мора да внимаваме. Ако ги отвориме овие две, со сино ќе си оди. Со денар, клуб на денар. Денарот не знам зашто не го отвораш, можеби затоа што е кај тебе. Се надевам дека не е, се шегувам. Само 2 црвени и дури 6 сини, да. Што ти правиме со понудава, Фиданчо? 16.000 денари, кажи дали? Понудата не важи. Понудата сепак не важи. Сепак не важи, очекувано, нормално, затоа што секако дека ќе се обиде да отвори уште 3 сини, се надевам дека тие 3 сини ќе бидат отворени веднаш, затоа што 35 и 250 мора да не останат во игра, за да имаме убаво продолжение. Повели Фиданчо. Деветнаесет. Даниел. Даниел, отвори ја кутијата. Може. Го бараме денарот. Венци, ќе учествуваш ли? Не, сепак. Сепак не. Кумството треба да се одржи. Може? Да, повели. Кутија број 2. Снежна. Се надевам. Снежана? Што кажа? Се надевам дека е сина. Исто. Отвори ја кутијата. Ма како? Како? 5 кутии се, сини. 5. 35.000, ако се во твојата кутија, супер, ако не гледа не ги погодиш, уште една последна кутија во оваа предпоследна рунда. Третата е сега. Кутија број 22. Дали тоа е единствениот, мислам, избор и последен избор? Веселинка, мора да видам, знаеш дека немам трпение реклами да чекам толку време. Венци, си за оваа кутија? Да. Ќе биде ли ова конечно нешто сино или отворени 35.000 денари, ќе да знаеме кога? После реклама. Одиме се реклама.
Певачки Фиданчо ни доаѓа од Скопје, по потекло од Делчево, инаку млад пензионер од МВР, со интересни животни приказни. Еден од оние надпреварувачи кој што исто прв го отвори милионот и после некако се климаво горе-долу. Оно што го гледате дека имаме за играње уште една рунда, а само една црвена и тоа е оние симпатични 35.000 кои што ќе видиме дали ќе останат во ова рунда или ќе ги нема. Веселинка отвори. Надеваме единица. Неверојатно. Тоа е. Неверојатно. Венци, те прашав дали си за 22-ката. Значи, гледај, 4, 7, 9, 8, сите овие, вклучувајќи ја за жал и твојата, сите се сини. Денерот си стои, ајде, освен се думката, ја ништо друго не знам зошто чуваш. Зошто Илија го чуваше, зошто Јован, зошто Гоце, зошто... Да, тие уствари, Катерина, знаеме зошто. Зошто? Како стана? Вака. Генерално бројки се. Не, знам дека се бројки, ама тоа те прашувам како успеавме да ги сочуваме сите ови што се останаа сите се сини. Не ми се јавува сега на овој кој ќе ми звони, ама што да правам, морам да кренам слушалка, како Бројки е се така. игра на среќа. Значи, со бројки Да, на крај тоа. штета, многу погрешни. Како тргнавме, малку сменивме со продолжувањето, ама бетер завршивме. $100. Понудата, не важи. играме до крај. Како? Се може. Во твојата кутија имаш денар, 10, 20, 30 или 500 денари. Просто вечерва катастрофална ни е среќата овде. Да видиме како ќе играме. Повели? Кутија број 9. Јован. Јован отворија кутијата. 10 денари. Леле, изненадена сум, сино е. Седмица, четврка. Кутија број 4. Илија, малку подразмисливме дал да те отвориме и решиме тоа да те мислам. отворија кутијата. Ајде, со Дали среќа. имаш сино? Еве го денарот, толку чекање. Добре, па со денар нема да си одиме, ајде уште една. Кутија број 8. А сега Гоце отвора 20 денари. Добро е, 3500 денари ни останаа во игра. Фиданчо, ајде, кај си ја наоѓаш најмногу грешката? Една грешка издвои. Која ти е најголемата грешка? Дали првата кутија или нешто после тоа што може би си мислел да отвориш да не... Замисли, чекај да го искоментирам да го искоментирам моментот. Ја прескокна Катерина, која што сега гледаме дека ќе има сино, го отвори милионот. Прескокна вам, подсетиме колку што рековме? Не. Мартин ке вас, така беше? Ирена што имаше? 65.000. Добро, значи сепак, ама 65.000 е пониска од 250.000. Така што мислам дека првите еве, ајде, милионот го отвори што го отвори. Дека тука ти ја направи најголемата. Што мислиш ти? Вака. Седмицата, реков да чувам. Добро, легитимно. Шеската ми се погоди. Да. Многу ти се погоди. Како ти се погоди шескава? Да ја извлечам сам. И Шегува. кога дојде Аха. погледот горе, пошто иде стално едно вамо, едно, значи ги менјав да не се на исти ред. Да не биде неист. Добро. Затоа. И за која ти е најмногу криво што ја отвори? Јас си планирал да не ја отвориш. Од високи Немав планирано да не отварам. Нема. Не ми е ништо криво. Значи, Добро. Тоа е тоа. Тоа е таа. Добро. Тоа е тоа. Фиданчо, ја чекаме последната фантастична понуда. Да видиме дали храбро ќе му кажеме не, како Тито на Сталин. Не. И него не му било криво, така вика. 250 денари. Ки прифаќаш или ќе ризикуваш да си одиш со 30 денари или 500 и кажи дали важи. Венци, да прифатиме 250 денари сигурни. Да, прашаме.
понудата немаш. Немаш, и отворија кутијата, се договорија со кумот, се договорија, рековме ќе ризикуваме до крај. Отворија кутијата. Yes! Ризикот се исплатеше. Меѓутоа, чекайте, може ќе стане 1000, може ќе стане, ќе имаме бонус. Може да биде пак 250 да се вратиме, може да биде исто 500, а може да биде буквално ништо. Дали ќе ризикуваме? Вентислав се смее онака на глас. Само да ја отвориме, се извинувам. Катерина, отвори ја биликите. Да. Представивме преска, се извинувам. Така е, тие се 30 денари таму. Што ќе правиме со 23-ката АБВГД? Дали ќе ризикуваме? Ќе ја играме. Па нормално. Драги мои, 23 АБВГД. Половина бонус, двојно исто или не, де боже ништо. Која би ја играле? Б. Д. Б. А, Б. Зошто? Бојан? Може. Ајде. Да видиме на вистина дали ова... Што? А, бонус, ајде, дај Боже. Б, бонус, двојно. Само кај нас во Б е двојно. Луѓе, ајде, аплауз за нашиот Фиданчо. Значи, подготвена пред извици, таково бил целиот живот. Слушнавте и дело тоа, еве, кумото таму, и кумашина, чекај, кој на кум беше кум? Јас сум. Ти си му на него? Не, тој на Тој на тебе, значи, да. Кумот Вентислав се смее и вели да, полн предизвици овој живот, кој што така иде со песна и со насмевка е поминато, така ли е? За крај, што имаш да кажеш? Убаво беше, пребарувањето, забавата, Тој е најважно. осмесите, да. И повеќе среќа, како сакам на Кој ќе поздравиш? поздравам пандемијата, синото внимание, Така. Внуката Вика, да, секако, најмногу. најмногу и сите што ме познаваат. Така. Фиданчо, ти благодарам што беше со нас, Вентислав и Благодарам. на тебе. Жалам што не добавме повеќе пари, ама важно дека ние се забавуваме. Тоа е најважно. Секако. Еве така. Убави пензионерски денови ти посакувам. Благодарам и на Вентислав. Се гледаме во следното издание со повеќе пари се надевам.